кај нас едно од најважните општествени прашања е стандардот на студентите. Студентско собрание науки, нова програма за подобар стандард на академците. Тоа е следната тема. Да, тоа е следната тема со Александар Николовски, тој е председател на студентското собрание при Универзитетот Кирил и Методи, доби втор мандат. 80% вели од претходниот мандат од програмата е реализирано. Еве пред мене програмата, новата програма, која што ветува многу, вака на лист картија, но што тоа во пракса значи, со Александар Утринова. Добро утро. Добро утро. Ке зборуваме за тоа што се реализиравте, што остана, но што се има во новата програма? Генерално, новата програма е многу поголема, заради тоа што една година беше доволно време за да се екипираме и да создадеме услови за да можеме да работиме многу поактивно. И сега низ 10 комисии имаме доста поголеми цели, да кажам, за развој на квалитетот на образованието, подобрување на процесот на дигитализација, но и на квалитетот на студентскиот стандард. Тие се главните фокуси. Она што посебно ми падна во очи, може така да кажам, ја прегледав убаво целата програма, ветува многу, велам вака на лист хартија, вели вака: секоја комисија од овие комисии ќе има свој ментор, кој што е претходен председател на комисијата, но и заменик председател. Структурата на комисијата ќе биде добро разработена, председателите на комисиите заедно со председателот вие, заменикот и секретарот ќе држат неделни состаноци за подобра координација на членството. А во секоја комисија дополнително ќе учествува, односно ќе биде вработен по еден студент. Точно. Ова вака концепирано, навистина сериозен пристап. Кои се идеите? Што треба се да придонесат овие комисии? Па, бидејќи универзитетот исто така функционира на комисии, самата структура на Универзитетското студентско собрание во статутот предвидува работа на комисии кои што се грижат за подобар студентски стандард. Сега, зошто го правиме ова? За да го пренесеме искуството на новите членови, бидејќи секоја година, според статут, ние мора да избереме нови делегати. И за да може да продолжи работата како што беше минатата година доста активно, ние сакаме да ги научиме што побрзо да се прилагодат. Па затоа октомври месец, да речеме, еден месец однапред ние ги гласавме нашите делегати, за да се научат на работата. Имавме 4 состаноци во октомври, значи секоја недела состанок, иако по статут не е еднаш. И сега веќе ноември исто, втора недела продолжуваме понеделнички да имаме работен состанок, каде што сите цели кои што се наведени во програмата, ние ги разработуваме со датуми до кога треба да се извршат. И потоа председателите неделно се одржуваат состаноци со нивната комисија, каде што се координираат натре. Да, точно, добро. Покрај редовните членови кои што се околу 40, имаме уште 100 надворешни кои што ни се приклучија за да работат со нас. Затоа мора да се екипираме неделно за да можеме да ги тераме активностите како што треба. Комисии, председатели, заменици, избори, работа. Какви комисии? Имаме 10 комисија за настава, наука, финанси, внатрешни надворешна соработка, студентски стандард. Овие се надвор од статутот, првите 5 се во статут, овие што се надвор се наши создадени за да можеме да опфатиме поголеми прашања во дел студентски стандард, дигитализација, кариерен развој, организирање на настани и PR и мултимедија. Бидејќи тоа го немаше, ние го воведовме за да можеме и на тоа да ставиме поголем акцент, бидејќи тие се најглавните работи. Една година ви беа доволни билите да се екипирате, за да може да продолжите поактивно со работата. 80% од ветеното од претходниот мандат исполнивте. Зборувавме многу за технички прашања. Секое ваше гостување беше техничко прашање, како да се аплицира за студентски оброк, за бесплатен јавен превоз, зборувавме за долги редици чекање пред студентските домови и заклучивме дека се тоа технички прашања, но некој требаше да го направи чекор да ги реши. Што остана од претходниот мандат за следниот? Процесот на дигитализација, бидејќи е двогодишен процес. Што опфаќа тој се? Во моментов, она што е завршено е дигитализација на образците кои што оваа година го спроведовме и воведување на нови услуги во рамки на програмата. Сега со новиот семестар потврдите уверенијата треба онлайн да се вадат. Дополнително, она што ни остана
е целосна дигитализација на индексот, бидејќи според правилник во МОН не е наложено дека мора да имаме книжен индекс. Денес имаме средба во МОН со секторот високо образование да разговараме за тоа прашање и сакам до септември тоа да го истераме заедно со тимот, за да немаме потреба да чекаме толкави редици при уписи или при упис на семестар, заверка на семестар и така натаму. Дополнително да нема чекање на професор да ти пише оцена, затоа што минатото се има случувано професор да не дојде, па студентите да се разочараат, а професорите треба да ни се другари, а не да се некои кои што ние ќе ги чекаме со саат. Да. Зборувај ни за тоа или сакаш ние да ти кажеме како може? Сакаш ние да кажеме како беше во наше време, но тоа е поентата новата генерација да ги направи промени. Да. Тоа ни остана и уште неколку прашања поглавни во дел на студиски програми и студентски стандард кои што бараат законски измени. А знаете, имавме нова влада и сега треба да работиме за да се сменат законите и потоа тие решенија да станат реалност. Реалноста вели дека студентите мора да бидат активно вклучени во промените ако сакаат животот да им биде подобар, поубав, полесен. Еден од начините да се бориме со исилувањето на младите е тие да го кројат местото или уредувањето во кое што живеат, доколку се вклучат активно со предлози, дали ќе има поголеми можности за промени и дали се слуша гласот на студентите? Па јас како студентски лидер и заедно со тимот секојдневно при координацијата за секое прашање кое го обработуваме, потоа активно притискаме до надлежните институции. Не сакаме да она што го се зборува, да речеме, меѓу студентите, потоа да се разочараат и ајде сите по дома, ќе си одам во странство, ќе завршим факултет и така натаму. Гледаме нон-стоп да остваруваме координативни состаноци, се со цел сите прашања кои што се најважни да бидат решени. Да речеме, со Министерката за образование константно сме во комуникација, со секторот студентски стандард во МОН, така не кажам први другари, сме секој ден комуницираме на Вибер за одредени прашања, им пишувам, студенти лично мене ми пишуваат, не пишуваат во комисиите и директно ги решаваме проблемите. Така и треба да биде. Да. Заради тоа што ако ние сами не превземеме, тие нема да бидат свесни дека треба нешто да сменат и ќе мислат дека нема проблеми, а има многу. И многу е важна комуникација. Кои се најчесто прашањата? Па тековно најголем проблеми има со студентските стипендии, посебно со оброкот, тековно, но се случува со студентските стипендии, со студентското сместување беше до сега заврши сместувањето, почнуваат стипендиите, па се прашање за стипендии, проблеми, технички препликации и така натаму. И дополнително долгорочни работи кои што ги тераме во делот на носење на нов закон за студентско организирање, носење на закон за студентски стандард, каде што треба нови средства за домовите да се предвидат, затоа што многу малку се влеваат таму. Промена на начинот на управување во студентските домови и така натаму, заради тоа што тие поголеми работи ќе донесат подобри, подолгорочни решенија. Овие се мали технички, но да речеме проблемот со студентските домови, со немање топла вода или со лоши услови. Повторно некако се случува, да. Како зборуваме, едните се помали технички, другите се поголеми технички и се пошегувавме дека ако нели во Соединетите Американски држави зборувавме за изборите, таму веќе се зборува на универзитетите за користење на вештачка интелигенција, се зборува и кај нас ли? Да, значи еве конкретно имавме ние. Докај сме во тој исчекор, докај сме следење на трендовите, што се случува? Еве конкретна добра вест можам да кажеме што се воведе AI алатка, Буки се вика, која што еве сега како што разговараме со снимање на нашите гласови на македонски јазик, чист со ни 5% грешка, може да направи записник од се што сме зборувале, да речем. Тоа ќе олесни многу во дневното функционирање на состаноци кои што го имате, да речем. Точно. Наши состаноци, сенат, владени седници собрани и така натаму, и тоа веќе е воведено од страна на соработка со УКИМ и наши професори кои што се во странство. Така да се работи активно на неколку платформи, на Финки доста студентите разработуваат такви модели. Имавме студентска конференција поврзана со AI можностите и предизвиците во светот. Така да и ние разговараме, не сме заспани, така да Не, никој не помисли дека сте заспани, тоа го забележуваме вашата активност изминатиот период. Александар, често сте гостин тука, забележуваме, знаеме што се правите. Туку сакав да прашам во контекст на тоа дали се следат светските трендови, еден од најголемите проблеми е како да ги задржиме младите во државата и
тоа има дел. И за тоа имаме Тие се- одредено решение, Да. да се вика мерката Нашите млади создаваат дома. Ја поднесовме до Министерството за економија, до владата, Министерството за образование, Фондот за ФИТР, Фондот за технолошки иновации и развој и АВРСМ, Агенцијата за вработување на Македонија, каде што предвидуваме систем со кој што ќе ги задржи младите по дипломирањето тука и ќе ги привлече македонските студенти од странство со доделување на ваучер систем од 10.000 евра за отварање на собствен бизнис, за отварање на стартап или за продолжување на образованието на магистарски, докторски или на професионални студии. Сега го разговаравме тоа со заменик министерот за економија, сакаме да го воведеме следната или понаредната година, така што работиме и за задржување на младите тука и за привлекување на странски студенти и т.н. Комисијата за настава, мене тоа ми падна во очи. Добро. Да. Како се одвива наставата, што треба да се подобри, каков е квалитетот на она што го учите, каков е квалитетот на она што ви се сервира како податок и како информација и каква е соработката со оние кои што се пред вас. Професорите. УКЕМ има проректор за настава. И сега нашата комисија соработува со проректорот, а проректорот па соработува со продеканите за настава, бидејќи УКЕМ има комплексна единица од 23 факултети. Тековно работевме на еден случај да видиме дали професорите се уште наплаќаат за книги и така натаму. Тоа не сме да се случува. Студентите ни пријавија. Над 1000 студенти ја пополнија анкетата, што не е мала бројка, и на тоа се работи тековно. Дополнителни работи во делот на наставата е промена на концептот на студиските програми. Значи, сакаме да воведеме како студенти пократки професионални студиски програми, како во Германија Ausbildungот, што е за побрзо да се прилагодуваат средношколците на пазарот на труд. Не сметаме дека за секое работно место треба да се заврши факултетот 4 години, туку може и со професионални студии од 2 години да веќе да влезеш на работно место и да имаш загарантирана работа. Тоа се случува во Германија, Австрија, Словенија и цела Западна Европа има програми. Дополнително во делот на квалитетот, УКИМ направи комисија за евалуација, каде што студентот мора по завршување на семестарот задолжително да пополни анкета за самоевалуација, да го оцени професорот каков бил, но тоа не е доволно. Треба да се прават и интерни контроли на тоа дали професорите се појавуваат на работа, дали држат соодветно наставата. Исто така ние сакаме да воведеме претходно тестирање пред професорот да стане професор, дали треба да биде професор, затоа што да биле сите толку добри, до сега УКИМ ќе беше рангиран на шангајска листа. Како ние не можеме да си бираме професорите. Секоја чест ако успеете до тоа ниво да стигнете, да стигнеме до ако сакаме квалитет, мора да работиме на квалитет. И тоа е баш наставата. Дополнително Македонија праќа студенти, стипендира студенти на најдобрите 100 универзитети на шангајска листа. Од нив 90% не се вратени. Ако ние како УКИМ развиеме стратегија да ги најдеме тие кои што отишли и да соработуваме со нив, да дојдат да држат или онлайн настава или да се вратат тука да предаваат, ние ќе бидеме во бенефит како држава. Така да тие се некои од главните работи во делот на наставата кои што сакаме да ги спроведеме. А науката, велите Комисија за наука, формирање клуб на млади истражувачи, истражувачки проекти, организации на научни конференции. Точно. Значи во дел на наука соработуваме со проректорката за наука. Тука проблемот е што државата не вложува средства за наука, за развој на наука. За жал. Ние имаме во програмата иницијатива за зголемување на буџетот за наука, во програмата на новата влада истото се зборува, треба да видиме сега со новиот буџет колку средства ќе се предвидат, затоа што имавме состанок и со Националниот совет за квалитет во високото образование, се формира и ново тело за реформи во високото образование за новата влада. Тие се позитивни некои сигнали, но треба да го видиме тоа на дело по неколку месеци, каде што доколку државата обезбеди пристап до дата бази за стручни трудови и научни трудови за професорите да објавуваат, да се рангираат и така натаму, ние рангирањето многу ќе ни се подобри и има шанси да влеземе на Шангај. А тоа е една од целите на ректорката, бидејќи УКИМ е еден од универзитетите најголеми во државата и тоест најголеми. Сакаме активно да се потрудиме да се најде и на Шангај, затоа што до сега никогаш не се нашол. А за тоа треба државата. Постојано се разочаруваме кога ќе видиме листата дека го нема. Да. Главна тема е секоја година во медиумите и за жал
тука треба државата многу да помогне, проактивно. да не развива десетици универзитети, туку да ги развива постоечки. Сменете ја темата во медиумите. Вие. Никој друг не може да го Веруваме направи. во вас. Само вие. Веруваме во вас, Александар. Ќе се видиме повторно, се разбира, ја следиме работата, па од се ова што зборувавме, останува да ве кажеме со лесно. Фала ви. Тука сме за вас.